Министерството за економија стартуваше со годишен конкурс за признанија за придонес во туризмот, кој ќе ги дефинира најуспешните во категориите на хотел, под категории спа, планински, езерски, градски и нова инвестиција, ресторан, сместувачки капацитет од физичко лице, туристичка агенција за дојдовен туризам, манифестација од областа на туризмот, туристички водич и најдобар реализиран проект од областа на туризмот. Конкурсот ќе трае до 9 септември оваа година, а најуспешни ќе бидат признанијата за традиционалната свеченост на која Министерството за економија го одбележува Денот на туризмот 27 септември. Наградата е нематеријална и има за цел да започет на сите поединци, здруженија на граѓани и предпријатија кои изминатата година дале особен придонес кон растот и развојот на туризмот во земјава, ги потврди добрите практики на сите чинители во туризмот во земјава, соопшти денес од Министерството за економија. Новитет е што оваа година, покрај туристичките работници преку своите деловни здруженија, предлози за неуспешни во спомнатите категории може да даваат и самите потрошувачи, поточно туристите, преку формулар за аплицирање кој е ставен на веб страницата на Министерството за економија, заедно со насоки за аплицирање, со образложение зошто го предлагаат токму тој туристички производ. Предлозите се доставуваат во писмена форма на формулар за пријава по пошта или преку архивата на Министерството за економија. Посебна комисија ќе ги разгледува предлозите и ќе ги направи изборот врз однапред утврдени критериуми, а во секоја категорија и подкатегорија предвидено е да се доделат по 3 признанија. На тој начин, најтранспарентно со директно учество на јавноста ќе бидат доделени признанија за најдобрите, кои ќе представува мотивација и за другите чинители во туризмот. Покрај граѓаните, право на предлози за признание имаат институции, предпријатија, здруженија на граѓани, комори и општини, соопштуваат од Министерството за економија.